Хари Потер и каменот на мудроста. Глава 11. Квидич. Само што влегоа во ноември, почна студот. Планините околу училиштето станаа ледено сиви, а езерото доби боја на замрзнат челик. Секое утро земјата се будеше окована во мраз. Од прозорците понекогаш го гледаа Хагрид како ги одмрзнува метлите на игралиштето за Квидич, завиткан во долга бунда од крт, со ракавици од зајачко крзно и во чизми од даброва кожа. Започна сезоната на Квидич. Следната сабота Хари требаше да го игра првиот меч по неколку недели тренинг. Грифиндор против Слидерин. Доколку победат, Грифиндор ќе го заземе второто место во училишниот шампионат. Малкумина ја имаа видено играта на Хари, зашто Оливер реши дека тој ќе им биде тајното оружје и дека затоа треба да се чува во тајност. Но веста дека е трагач сепак некако излезе на виделина. Не се знаеше што е полошо. Оние што му велеа дека ќе биде супер, или оние што му велеа дека ќе трчаат под него со душек за да го дочекаат кога ќе падне. Беше многу добро што Хари сега ја имаше Хермиона за другарка. Не знаеше како ќе успееше да се справи со купиштата домашна работа без неа, зашто покрај редовните тренинзи пред мечот Оливер измисли и дополнителни. Таму ја поземи и Квидич низ историјата, што се покажа како многу интересна книга. Од неа Хари научи дека има 700 начини да се изврши фаул и дека сите се случиле на еден надпревар за време на светскиот куп во 1473, дека трагачите се обично најситните и најбрзите играчи и дека најголем број сериозни несреќи обично им се случуваат токму ним. Дека играчи ретко умираат за време на надпреварите, меѓутоа се случувало да исчезнат судиите и да се појават во Сахара дури неколку месеци подоцна. Откако ја спаси од планинскиот трол, Хермиона малку се олабава и што се однесува до училишните правила и беше многу попријатно друштво. Дента пред надпреварот, тројцата стоеа во дворот за време на одморот. Беше кочан студено и таа со стапчето успеа да запали прекрасно сино оганче што го носеа со нив во тегла од мармелад. Стоеа свртени со грбот кон огнот и се греја кога Снейп помина низ дворот. Хари веднаш забележа дека накривува на едната нога. Кога го видоа, тројцата се збија уште повеќе за да го скријат огнот од видик, зашто беа сигурни дека не е дозволено да се пали оган. За несреќа, нешто на нивните лица му го привлече вниманието на професорот и тој се досега до нив. Не го виде огнот, но сега бараше друга причина за казна. Што ти е тоа, Потер? Хари ја држеше в рацет Квидич низ историјата. Не е дозволено да се изнесуваат надвор книги од библиотеката, рече Снейп. Дај ми ја ваму. 5 поени помалку за Грифиндор. Ова го измисли. Хари мрмореше налутено додека професорот се оддалечуваше. Се прашувам што му е на ногата. Кој знае? Ама се надевам дека многу го боли, додаде Рон огорчено. Заедничката соба на Грифиндор вечерта беше полна со врева. Хари, Рон и Хермиона седеа заедно до прозорецот. Хермиона им ја прегледуваше домашната по магија. Никогаш не им даваше да препишат од неа. Како мислите да научите? Но не одбиваше да им ги прегледа домашните и така секогаш ги добиваа точните одговори. Хари не можеше да се смири. Му требаше нешто што ќе му ги оттргне мислите од утрешниот меч. Посакуваше да му е тука Квидич низ историјата. А зошто да се плаши од Снейп? Стана и им рече на Рон и Хермиона дека ќе оди да си ја побара книгата назад. Не би го правеле тоа да сме на твое место, му одговорија двајцата во глас. Ама Хари се надеваше дека Снейп нема да го одбие ако се присутни и други професори. Слезе до канцеларијата на професорите и чукна на вратата. Никој не одговори. Чукна уште еднаш. Ништо. А може би Снейп ја оставил книгата внатре? Вредеше да проба. Ја отвори вратата широм и дзирна внатре. Она што го виде, го закова на место. Снейп и Филч беа внатре, сами. Професорот ја имаше кренато мантијата над коленици. Едната нога му беше крвава и парчосана. Филч му подаваше завој. Проклето чудовиште, зборуваше професорот. Како можеш да се чуваш од сите 3 глави истовремено? Хари се обиде да ја затвори вратата пред да го забележат Арно, ама... Потер! Лицето на Снейп се изобличи од бес.
Веднаш ја спушти мантијата за да ја скрие ногата. Хари подголтна. Само се прашував дали може да ми ја вратите книгата. Излегувај надвор! Надвор! Хари побрза да исчезне пред да му одземат на Грифиндор уште поени. Се врати назад со трчање. Ти ја врати? Го праша Рон. Еј, што ти е? Хари му раскажа со шепот што виде. Знаеш ли што значи ова? Зборуваше без див. Се обидел да мине покрај куќето на ноќта на вештерките. Таму одеше кога го видовме. Сака да го украде она што таму е скриено, а се кладам во нимбусот дека тој го пуштил тролот во училиштето за да им го сврти вниманието на сите на друга страна. Очите на Хермиона се расширија. Не е можно, рече. Знам дека не е многу фин, но не би се обидел да украде нешто од Дамблдор. Ама ајде, ти мислиш дека сите професори се светци, ја прекина Рон. Јас мислам како Хари. Не би ме чудело ништо кога е Снейп во прашање. Што може да биде тоа што го сака? Што чува куќето? Истото прашање продолжи да зуи во главата на Хари и откако си легнаа. Невил речеше гласно, ама тој не можеше да заспие. Се обиде да го испразни мозокот. Сонот му беше толку потребен пред првиот надпревар, но изразот на лицето на Снейп кога Хари му ја виде ногата не му даваше мир. Утрото се раздени ведро и многу студено. Големата сала беше полна со мирис на пржени колбаси и возбуден џагор како пред секој надпревар. Треба нешто да каснеш. Не сакам ништо. Само малку препечен леп, го убедуваше Хермиона. Не сум гладен. Хари се чувствуваше ужасно. За 1 час требаше да излезе на стадионот. Ти треба сила, му зборуваше и Шејмас. Противничкиот тим секогаш сака да ги онеспособи трагачите. Благодарам за советот. Гледајќи го како истура 1 кило кетчап на колбасите. До 11 часот целото училиште беше собрано на стадионот. Многумина од учениците имаа двогледи. Иако седиштата беа поставени високо, сепак понекогаш беше тешко да се види што се случува. Рон и Хермиона им се приклучија на Невил, Шејмас и Дин на последниот ред од западната трибина. За да го охрабрат Хари, имаа направено транспарент од креветски чаршав изгризан од скаберс. На него напишаа Потер за председател, а Дин, кој добро црташе, наслика голем лав под него. Потоа Хермиона изведе мала, чудесна магија за фарбата да светка во разни бои. Во меѓувреме, играчите на Грифиндор ги облекуваа црвените дресови. Слидеринците играа во зелени. Оливер се накашла да им го привлече вниманието. Епа, дечки, рече. И девојки, го поправи напаѓачот Ангелина. И девојки, се согласи Оливер. Дојде денот. Големиот ден, продолжи Фред. Денот што сите го чекавме, додаде Џорџ. Ги знаеме говорите на Оливер на памет, му шепна Фред на Хари. Бевме во тимот и минатата година. Молчете вие двајцата, ги прекина Оливер. Ова е најдобриот тим што Грифиндор некогаш го имал. Сигурен сум дека ќе победиме. Ги стрелна со погледот како да сакаше да каже, само ако не победите. Добро, време е. Среќно на сите. Хари излезе од сооблекувалната заедно со Фред и Џорџ. Надевајќи се дека колената нема да го издадат, истрча на игралиштето каде ги дочека гласно навивање. Професорката Хуч беше судија. Стоеше во средината на игралиштето со метлата в раце и ги чекаше да се соберат. Барам чиста, фер игра од сите вас, им рече кога се собраа околу неа. Се чинеше дека посебно му се обраќа на капитенот од слидеринците, Маркус, од 6 клас. На Хари му изгледаше како да има крв на трол во себе. Со аголот од окото го виде знамето што се вееше над главите на публиката. На него светкаше Потер за председател. Срцето му подскокна и веднаш се почувствува малку похрабар. Качете се на метлите, ве молам. Хари се качи на својот нимбус. Професорката дувна силно со сребреното свирче и 15-тите метли се кренаа високо во воздухот. Играта почна. И забивачот веднаш се најде во рацете на Ангелина од Грифиндор, каков одличен напаѓач, а истовремено и згодна девојка. Џордан! Извинете, професорке. Играта ја коментираше другарот на близнаците, Ли Џордан, под строга присмотра на професорката Мегонагал.
И одлично се пробива таму горе. Го подава забивачот до Алиса, критие на капитенот Оливер, лани само резерва, а сега за прв пат во игра. Назад на Ангелина. Не, забивачот е во рацете на слидеринците. Капитенот дебне како орел таму горе. Ке шутира. Не, запрене со одличен потек на чуварот на Грифиндор, Вуд. И сега Грифиндор ја има топката. Тоа е Кети, добро го избегна Маркус, сега се крива нагоре и тоа сигурно болеше. Боздоганот ја погоди по тилот. Забивачот го преземаат слидеринците. Адриан брза кон обрачите, но го блокира вториот боздоган пратен натаму од Фред или Џорџ Визли. Не можам да тврдам со сигурност. Одлична игра на одбраната на Грифиндор. А забивачот е повторно кај Ангелина. Патот ја чисти, таа тргнува. Одличен лет. Го избегнува боздоганот. Обрачите се пред неа. Ајде Ангелина. Чуварот на Слидерин нурнува, промашува и погодот за Грифиндор. Студениот зимски воздух се исполни со радосни извици од навивачите на Грифиндор и со извици на негодување од слидеринците. Помрднете се троа. Направете место. Хагрид! Рон и Хермиона се стиснаа да може Хагрид да седне. Глеј во дома, рече Хагрид и го погали големиот двоглед што му висеше околу вратот. Ама не е исто како сред народов. Уште го нема златниот летач, а? Не, му одговори Рон. Хари уште нема шанса да се покаже. Нека седи настрана од турканицата. Тоа е најважно, рече Хагрид и го крена двогледот кон небото да го види Хари, кој беше како зрнце прав. Кружеше над играта високо над нив и ми журкаше, барајќи некаков знак од летачот. Таков беше планот на играта што го направија со Оливер. Држи се настрана се, дури не го забележиш летачот, му рече Оливер. Нема потреба да се изложуваш на ризик пред навистина да има потреба од тоа. Кога Ангелина постигна погодок, Хари направи неколку крукчиња во знак на поддршка. Сега повторно се обидуваше да забележи некаков знак од летачот. Еднаш, нешто светна, но тоа беше само одраз од часовникот на некој од близнаците, а потоа и еден бездоган летна кон него како топовско ѓуле, ама успеа навреме да му се тргне од патот. Фред дојде да го собере боздоганот. Добар, Хари! Успеа да му довикне пред да го удри боздоганот со сета сила кон Маркус. Топката е кај Слидерин, продолжуваше Ли. Паѓачот успева да ги избегне двата боздогана. Двајцата визлиевци сега летаат кон... Чекајте, зарем тоа не беше летачот? Од толпата се крена врева, а Адриан го испушти забивачот кога погледна преку рамото во златниот летач што му просвире крај левото уво. Преплавен од возбуда, Хари нурна надолу по златната трага. Но и трагачот на Слидерин, Теренс, го забележа, па двајцата истовремено јурнаа еден крај друг. Напаѓачите сосема заборавија што им е задачата и сите ги запреа метлите за да видат што ќе се случи. Хари беше побрз од Теренс. Пред себе го гледаше топчето со крилцата што брзо мафтаа. Забрза уште малку и бам! Извици на негодување се чуја од Грифиндор. Маркус му го попречи патот и метлата на Хари по ударот одлета настрана. А Хари одвај се задржа да не падне од неа. Фаул! Викаа играчите на Грифиндор. Професорката Хуч налутено зборуваше со Маркус и потоа досуди слободен удар за Грифиндор. Но во сета таа мешаница, летачот повторно исчезна. Долу во публиката Дин викаше: "Исклучете го! Црвен картон!" Ова не е фудбал, Дин, го подсети Рон. Во квидич не се исклучуваат играчите. А што е тоа црвен картон? Хагрид беше на страната на Дин. Треба да ги сменат правилата. Маркус можеше да го турне Хари на земја. На Ли му беше тешко да биде непристрасен. По оваа очигледна и одвратна нефер игра. Джордан! Му сржа професорката Мегонагал. Се извинувам, по овој отворен и чист фаул. Джордан, те предупредувам. Добро. Маркус скоро го уби трагачот на Грифиндор, што сигурно можеше да му се случи секому, а ние продолжуваме. Значи, пеналот за Грифиндор го изведува Кети, која го забива без проблеми, топката останува кај Грифиндор. Токму во моментот кога Хари успеа да избегне уште еден боздоган кој му просвире крај главата, почна да се случува нешто страшно. Од ненадеж, неговата метла силно се затресе и Хари се уплаши дека ќе падне, па ја зграпчи цврсто со двете раце и двете колена. Никогаш порано му се немаше случено нешто вакво. Метлата повторно ужасно се стресе, не баре сакаше да го отфрли од себе.
Ама нимбусите не можат наеднаш сами да решат да се ослободат од своите јавачи. Хари се обида да се сврти назад кон головите на Грифиндор, се колебаше дали да побара тајм-аут од Оливер, но наеднаш свати дека веќе не може да ја контролира метлата. Не можеше да ја заврти, не можеше да ја насочи никаде. Метлата леташе во цик-цак и од време на време се затресуваше толку силно, што во секој момент можеше да изгуби рамнотежа. Ли се уште зборуваше. Забивачот е кај слидеринците. Маркус минува покрај Кейти и Ангелина, но Боздоганот го удира безмилосно по лицето. Се надевам дека му го скрши носот. Само се шегував, професорке. И, о не, погодок за Слидерин. Слидерин навиваа во еден глас. Никој не забележуваше дека метлата на Хари се однесува чудно. Полека го извишуваше се повисоко, настрана од играта, тресејки се и извивајки се. Не знам шо му е на Хари, мрмореше Хагрид, гледајки го низ двогледот. Да не знаев како влетаче, ќе мислев дека загубил контрола врз метлата. Ама зошто? Одненадеж, сите луѓе од публиката почнаа да покажуваат кон него. Метлата почна да се превртува, а тој со огромен напор се одржуваше на неа. Во следниот момент, толпата народ го задржа с дивото дуплав, зашто метлата страшно се затресе и Хари се лизна од неа. Сега висеше на неа, држејќи се само со едната рака. Да не и се случи нешто кога Маркус го удри, прошепоте Шејмас. Не, одговори Хагрид, а гласот му се тресеше. Ништо не може да ја допри метлата освен црна магија. Дете не му може ништо на Нимбус 2000. Уште пред да ја заврши реченицата, Хермиона му го грабна двогледот, но не го насочи кон Хари, туку почна избезумено да ја пребарува публиката. Што правиш? Јачеше Рон, посивен во лицето. Знаев, извика Хермиона. Снейп, гледај! Рон го зграбчи двогледот. Снейп беше сред толпата луѓе од спротивната страна. Очите му беа заковани на Хари, а устните безпрестан му мрмореа нешто. Нешто му прави, ја урочува метлата, рече Хермиона. Што да правиме? Остави ми го мене. Пред Рон да успее да се спротивстави, Хермиона исчезна. Тој пак го сврте двогледот кон Хари. Метлата толку многу се тресеше, што му беше невозможно да продолжи да се држи. Сите луѓе беа на нозе и избезумени гледаа како Фред и Џорџ безуспешно се обидуваат да го префрлат Хари на своите метли. Секогаш кога ќе се доближеа, метлата скокаше уште повисоко. Најпосле, тие се спуштија пониско и почнаа да кружат под него, очигледно надевајки се да го фатат ако падне. Маркус ја дофати топката и даде 5 гола без никој да забележи. Побрзо, Хермиона! Рон мрмореше очаен. Хермиона се проби до трибината каде што стоеше Снейп и сега трчаше во редот зад него, не запред да се извини ни кога го собори Квирел и тој падна главечки во редот пред себе. Кога стигна до Снейп, клекна, го извади стапчето и шепна неколку добро избрани збора. Сини пламенчиња скокна од незиното стапче на работ од мантијата на Снейп. На професорот му требаа 30 на секунди да свати дека гори. Гласниот крик и беше доволен знак дека си ја завршила работата. Го собра оганот во една тегличка што ја извади од джебот и побрза назад низ редовите. Снейп никогаш нема да разбере што му се случило, но таа го постигна она што сакаше. Горе во воздухот, Хари повторно можеше да се качи на својата метла. Сега пак можеш да гледаш, му рече Рон на Невил, кој последните 5 минути ги помина липајки, со лице закопано во јакната на Хагрид. Хари брзо се спушташе кон земјата, но наеднаш ја покри устата со раката, не бареќе поврати. Падна на игралиштето на сите 4, се закашла и нешто златно му излета од устата во дланката. Еве го летачот! Извика и почна да го вее над главата. Играта заврши во комплетен хаос. 20 минути подоцна, Маркус се уште се бунеше. Не го фати, туку рече си го голтна. Но тоа не ги промени работите. Хари немаше прекршено ниту едно правило или се уште радосно го извикуваше резултатот. Победа на Грифиндор со 170 спрема 60. Хари не слушна ништо од тоа зашто пиеше силен чај во колибата на Хагрид заедно со Рон и Хермиона. Снейп беше, ги убедуваше Рон. Хермиона и јас го видовме. Тија магепса метлата.
Цело време мрмореше нешто и не ги симна очите од тебе. Ајде, доста со тие будалаштини, се смеша Хагрид, кој немаше чуено ништо од нивниот разговор на стадионот. Каква причина пак има професорот да прави такво нешто? Хари, Рон и Хермиона се погледнаа, несигурни што да му кажат. Најпосле, Хари реши да му ја раскаже вистината. Откривме нешто за него, му рече на Хагрид. Се обидел да мине покрај троглавото куче на ноќта на вештирките, ама тоа го каснало. Мислиме дека сакал да го украде она што кучето го чува. Чајникот падна од раката на Хагрид. Од кај знаете вие за Флафи? Праша. Флафи? Ами, тој е мој? Го купив од еден грк што го сретна во кафаната лани. Му го зајмив на Дамблдор да го чува. Што? Праша Хари цел претворен во уво. Ај не прашујте веќе. Се налути Хагрид. Тоа е доверлива работа. Ама Снейп се обидува да го украде. Текви со Расол, потвори Хагрид. Снейп е професор во Хогвартс. Никој пат нема да направи такво нешто. Тогаш зошто се обиде да го убие Хари? Извика Хермиона. Она што се случи по пладнето очигледно ја натера да го смени мислењето за професорот. Можам да препознаам урок кога ќе го видам Хагрид. Знам се за нив. Не треба да ги симнеш очите од оној што сакаш да го урочиш. А Снейп воопшто не трепна. Го видов. Ви велам дека сте на крив пат, ги обидуваше Хагрид. Не знам оти метлата на Хари толку му се тресеше, ама професоро никој пат не би убил ученик. А сега, отворете ги ушите убаво сите тројца. Го пикате носот во работи што не се за вас. Опасни работи. Заборајте го кучето и заборајте дека нешто чува. Тоа е строго доверлива работа меѓу Дамблдор и Николас Фламел. Аха, извика Хари. Значи вмешан е некој Николас Фламел? Хагрид беше бесен на самиот себе си.